Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Радиоактивно, тешко, топло, на сонце, премногу зрачење, CO2 во експанзија, O2 во намалување и така натаму, и така натаму. Или во превод, ова значи зголемено количество на позитивен јон, а намалено количество на негативниот јон. Земјата не е типка. Земјата зборува, македонци мои. Но само тие што ја разбираме геометријата, ќе ја слушнеме. Древните македонци ја знаеле ова тајна. Древните македонци ја знаеле светата геометрија. Древните македонци знаеле дека земјата не е тивка. Тие знаеле дека долго години пред границите националните држави или азбуките, музиката ги обединувала луѓето. Во чест на тие три О, ослободување, кој што значи преодна фаза на оплеменувањето, а преодната фаза на оплеменувањето е обединувањето. Во кој временски период сме сега ние? Во ослободување, во оплеменување или во обединување? Мојот живот, мако трпен, мојот живот во чест на овие три О, каде што се организирале првите олимписки игри во Македонија во трка со коњи, во чест на ослободување, оплеменување и обединување. Македонците денес се тие и кои што се. Ги разбира Владо Павлов, затоа што оние кои што се научиле да бидат во улогата на Бог, во улогата на светец, и кои што веруваат дека можат да ве заплашат и се водат со ниски вибрации, обучени од покојниот Ниче Димовски, на кој што му беше дадена масонската некоја си ложа црно сонце, веруваат дека можат да го уплашат, веруваат дека можат да ве уплашат. И овде го имате цвеќето на животот. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Како што ви кажав, долго години пред границите, долго години, националните држави или азбуките наши ги обединувале луѓето. Тапаните македонски ја пренесувале пораката на шумите. Флейтите го одрзуваа крикот на птиците. Пејачите кои што го спроведувале сето ова, започнале да ги градат храмовите. Првите храмови били изградени во чест на ова божество. Во чест на етерот. Во чест на негативниот јон. Во чест на нашето прво основно божество, кое што е ставено и кодирано и денес кој што го знаеме под поимот на цвеќе на животот.
Кадешите древни македонци со една иста фреквенција, со една иста порака во овие свети храмови на нашето прво основно божество, светлината преку негативниот јон, заедно конектирани ја испраќале целата вибрација преку медитација за мир, за љубов, за хармонија. Каде, ако не од градот на светлината? Тој град не е градот Охрид. Тој град не е поврзан со никаква бара плиска. Тој град, кој што денес ви го кажуваат дека е град на светлината, по ништо не се разликува од Венеција. Тој град, кој што денес ви кажуваат дека е град на светлината, го нема пронајдено кодот, свеќето на животот. Верувате дека во тој град, во времето на барата плиска, каде што поклониците на Аждајат, или тоес на Молохот, биле поклоници на црното сонце. Од тука и сето она што го спроведува најпрво Паско Кузман, а подоцна плејада на сите овие други, ви ја поврзуваат културата на Охридско-Струшкиот регион со хеленистичката култура. И тоа си има своја причина. Зошто? Затоа што вистинскиот град на светлината треба да биде град на темнината. Тоа го знаат сите оние поклоници на покојниот Ниче Димовски, кој што спроведуваше посебна енергија на високи места, кој што обучуваше кадар како да сеат ниски вибрации кај вас, како да ве заплашуваат, а негов полтрон кој што го продолжи сето тоа е Палче. А после него плејада на македонци, кои што веруваат како поклоници на црното сонце, дека можат да го затемнат нашиот македонски кутлеж, символот на ерменците. И затоа, оно што го читате денес од Владо Павлов, од мојот 25 годишен труд за негативниот јон, за етерот, за оргонската енергија, е се оживување на тој значаен артефакт кој што е пронеден во Кочани, денес украден, цвеќето на животот. Нема никаква разлика помеѓу негативниот јон и помеѓу цвеќето на животот. И во иднина, и до сега, каде го споменувам цвеќето на животот, неговата улога и сето она што значи како код, таму е поврзан Феникс Мак Оргон. Или во превод, таму е поврзан етерот, каде што јас единствен на земјината сфера сум кажал дека негативниот јон е етерот. Кодиран, дешифриран, нацртан како цвеќето на животот. Во тој временски период, кога првите храмови на првото божество етерот, на цвеќето на животот што го знаете, кој што бил највисоко на пантеомот, затоа има и две дупки, бидејќи стоел идентично како денес што стои Исус. Без етерот, без негативниот јон немаме живот, македонци мои. Погледнете колку биле
мудри и паметни древните македонски царски династии. Погледнете, а вие ги смејувате. Затоа што запалката на кислородот е цвеќето на животот. Негативниот јон, етерот. Ние можеме да имаме и во изобилство кислород. И денес, на овие пеколни жештини кои што уште не са дошле до оној степен до кој сум ви најавил. И мојот начин на мој живот да не се наметнувам со сила во последните години, најверојатно тимот ќе донесеме одлука како што донесов одлука поради смиувањето на водата која што ви прави цвеќе на животот во Агапи Прилеп, ги повлеков сите генератори од Агапи Прилеп. А исто така, ќе се сконцентрирам само на негативниот јон, на етерот, како секогаш. Тоа значи дека има шанси во иднина солената соба во Битола да не работи. И тоа не е поради моја вина. Тоа е поради сите оние кои што прават антиреклама на моето дело. Да, слушнавте. Има шанси солената соба во Битола, Белагнија да не работи. За кој што сум закажал состанок за време на викендот и ќе ги изнесам сите мои ставови за сето она што се прави со една ваква добротворна и единствена солена соба во целиот свет, која што има резултати на нешто што е посебно. Па ќе ве пуштам и ослободам да бидете во други солени соби, да сами приметете разлика. Ќе ве пуштам да одете да инхалирате и во апи коморите. А се прашувам, зашто апи коморите не се ставени на мета како тоа што го правеа со солените соби на Агапи? Зарем инхалирањето не е, зарем тоа инхалирање кое што се прави не е поврзано со медицината, не е поврзано со здравствена установа, или само кога е прашање Владо, тогаш се ќе правите само да го уништите сите. А како ќе дознаете утре? Како веќе трет ден во Прилеп дознаваат колку им фале оргонската вода од Феникс програмата. Така и Битола утре ќе дознае колку ќе им фале Белагнија. Бидејќи секогаш по некое правило македонците сме научени да видиме дека нешто ни фале кое ќе го однема. Ама тоа не е поради нашиот проблем. Ние дадовме се. Ние поминавме преку 30.000 услуги за сиве овие години бесплатни за дечиња до 14 години. Каде што во почетокот во солената соба пуштавме и мајки и татковци заедно со дечињата бесплатно. Не можеме ние да ги поклопуваме трошковите, па одлучивме, поради онај атак што се прави врз Владо Павлов, да продолжиме со бесплатните услуги на дечиња, ама родителот ако влезе да си плате некоја минимална такса. Битола ја нема. Битола ја нема. Редици имаше родители и деца, кога беа бесплатни услугите и за родителите и за децата. А денес, кога една пакла цигари е побитна за регенерирање на ДНК-та на нивните деца,
Нормално е дека немам потреба повише да разговарам на таа тематика. Да, Пелагонка ќе обстои, ќе работи, ќе биде само изложбен салон. Ако тимот се согласе со мене. Допрва доаѓаат уште потешки вируси и бактерии. Не знам дали знаете што значи она што доаѓа на крајот на јуни. Не сакам да ви кажувам која дата. Не знам дали знаете што значат прстените на Плеадите, каде што нашиот млечен пат доаѓа кон финишот. Не знам дали знаете дека завршувањето на нашиот млечен пат, на сите планети кои што се во нашиот млечен пат, помеѓу кои нашата земја, ќе значи испрлање на изобилство на позитивни иони штетни. И ова што го осеќате, ова тешко топло, не е од нашето сонце. Има нешто позади нашето сонце, а тоа е Алконе. Наместо да се боревме сите заедно, да почитувавте едно дело, вие дозволивте едно по едно што го поклонуваме, да го затвараме. И некој верува дека со тоа ќе успее да го уништи духот на Владо Павлов. Дека Владо Павлов ќе го осиромашее. Не, македонци. Кога си на вистинската страна, кога си со Бог, а на Бог се парите, златото и среброто, тој знае колку да ти инкасира, да ти даде, да го издржиш целиот терет. Така да ќе се извинам ако викендот донесам одлука да ја затворам солената соба во Битола и да остане само салон за Феникс програмата. Регенерирањето на ДНК не е припатено и ќе дозволам Битола да оде во тунелите кај Семир, таму да ја регенерира ДНК-та, затоа што Семир е Бог за Битола. Ама битолчани мои, првата порака дојде вчера. Илија ја сака Битола и не дозволувајте, битолчани мои, во иднина на денот на после сето ова да се одвојат очите на гулабицата. Јас се што треба сум направил, сум доставил, има видни резултати, деца аутистични прозбореле, и тоа се искуствата неизини што ги пренесувам. Многу шламови кои што има и други одредени проблеми ги сфрлија. И не сакам да пренесувам искуства, затоа што тоа задоволство сакам да го оставам на мајките кои што се многу молчеливи. Изборот е ваш, македонци мои. Вие повеќе ќе го направите рек Битола како божество, заборавајќи дека после природното зрачење има уште некој друг што овде влие на ова зрачење. Рек Битола повеќе зрачи во лето, затоа што овие пеколни температури без клима не можат да ги издржат. И затоа ве повикувам да ме извинете ако донесам одлука, исто како што донесов одлука на исмејувањето на водата и на пирамидите кои што произведуваа голем негативен јон во Агапи Прилеп,
да биде затворена солената соба Белагнија. Ние немаме картонски кутии како што има Семир Османагич на повеќе места за донации да ставате. Ние се финансираме, каде што големиот дел го финансираме во моите откритија, да преживееме еден средно удобен живот и дали ќе успееме да го преживееме. И на крајот, многумина од вас подлегнуваат на сите оние кои што спроведуваат агендата и антирекламата за Владо Павлов. И продолжувам оному каде што застанав, за цвеќето на животот, за негативниот јон и неговото значење во 21. век. Музиката во тој храм на цвеќето на животот, кај древните македонци била единствениот јазик, како би рекол, што не барал граматика. А сепак придонесувал да бидеме разбирливи. Предизвикувала моментално разбирање. И тоа е интуитивната дипломатија. Затоа што се движи низ родови и генерации без пасош. Етерот се движи и низ ѕидови и секаде. Идејата која што ја направиле древните македонци со цвеќето на животот е поврзана со култот на звукот, кој што не е метафора бил. Тоа е сеќавање на една ера со нашите древни македонски цареви, кога ритамот, тоновите и тишината биле форми на духовната технологија. Пулсот на тапаните не бил уметност, туку календар, компас, каде што музиката представувала на древните македонци и на фалангата социјален нервен систем. Денес, во еден расколтен свет, музиката останува една од последните универзални јазици. Ама која музика? Техното? Турбото? Турбофолк? Која музика? Кои фреквенции, кои вибрации се испраќаат со овој тип на музика денес? Затоа што музиката, ако останува една од универзалните јазици, таа треба да биде способна да ја претвори нашата идеологија во интимност, а идеологијата каде што идеологијата треба да дојде до потполнет израз. Глобалниот култ на звучните бранови не е некоја стетска фантазија како што вие верувате, туку неуролошка можна наша иднина, која што треба да ја спроведеме со мир, љубов и хармонија. Или треба да се вратиме кон корените, а тоа значи кон кохерентните фреквенции и да го заобиколиме Вавилон преку дигиталната фрагментација. Вавилон некогашен, поради кој Филип и Александар се спротиставиле, е место каде што се гаела културата на молокот, на жртвувањето, место на кој што се спротиставиле македонската царска династија
Затоа што ја смениле фреквенцијата на 440 килохерци. И таа не била во баланс со мајката Земја. Истото се случува и денес. Потпуно исто. Затоа и сите ние она што денес ќе го нарекуваме јазик е тешно ограничено за текст, за закон, за некој си дигитален шум. Ама оригиналниот јазик на универзумот изгледа никој не го знаеме. И кога некој ќе ви го даде универзалниот јазик на универзумот, вие сте научени да му се подсмевате, да го исмејувате, да пуштате некои поклоници на црното сонце во стилот на пауче и да верувате дека вашите ниски вибрации во улога на Бог се многу силни. Да, може да упале некаде, како што упали кај некој претходно кај мене, ама не и кај Владо Павлов. И затоа и утрово и секогаш и секој нареден ден да ги поздравите сите тие од Владо Павлов кои што се огрешиле и да им кажете дека пред универзумот самите на себе треба да барат прошка за сите злодела што ги направивте кон Владо Павлов. Ми е гајле за премиери, председатели, лица во Охридска епископија. Ами најдовте мана зошто Охридска епископија? Затоа што е продадена Македонска православна црква. Нема македонска. Први што го продадува името, го продадува масоните во црна мантија. А вие можете колку сакате дојдете на литургии и да му јадете душата на вашиот спасител преку нафора и да му ја пиете крвта како канибали преку виното. Секој утро да го распнувате. Ето си е ваш проблем. И не ви наоѓа мана. Продолжите да биете канибали. Ама не барете помош од Исус кој што е светлина идентично на цвеќето на животот. Затоа што во христијанството му дадоа име на титула што имал Цезарион, синот на Клеопатра VII. Име на цвеќето на животот, кој што значи Исус Христос. Просветлениот со божественото знаење на универзумот. Тоа цвеќе на животот кој што го украдоа и веруваат дека таму ќе обстои. А јас ви велам дека секој ден по главата ќе ни биде, како што тоа беше покочени, се додека не се врате во градот на светлината. Вие колку сакате манипулирате дека Охрид е град на светлината, дека е бела, дека бело езеро било. Како така бе таа жена, тоа девојче, заборавило камено да го запечете изворо, па од барата Плиска, каде што се правил најголемиот култ на аждајата, да настане цела Охридско езеро. Или некој камен се турнал на нешто катаклизмично, каде што градот најверојатно е на дното, поради злоделата кои што се правеле против човечанството тогаш, па од самото Преспанско езеро настанало и Охридско. А денес, ако треба ќе се исуши Преспа, ама Охридско мора да постое. А дали знаете дека во Венеција има населба идентична како на Охридско? Дали знаете дека од барата Плиска и анегдотата со Ѓорги Победоносецот, на кој што оридјани треба да се молат, затоа што тој уништи аждајата во барата Плиска. На повеќе пати се префрлуваат охриѓани во Венеција.
И така настана, вие ќе кажете венецијанските, а јас по моје ќе кажам охридските трговци, од кои што потекнуваат Рокфелер, Ротшилд и сите оние земски богови со символот на лав. Така да ако го барате Ротшилд и Рокфелер, тие барајте ги во Охрид. Охрид е нивниот матичен град. И затоа Охрид го нема цвеќето на животот, ама е град на светлината. И затоа требаше да се украде, да се однесе некаде, а ние да чекаме да се врати. Месец дена поминаа, уште не се враќа цвеќето на животот. Не знам како ќе го решат тоа. Не знам како ќе го решат да го вратат. Ако не сум управо, кога ќе го вратат, ако го вратат, да го повикаме и Семир да ни даде доказ со неговиот тим, дали сум бил управо или не, за времето од кога потекнува, на принципот на Еглерот. Дали сум во право, дека цвеќето на животот е етерот и негативниот ѓон и првото божество на денешната цивилизација. Слободно нека каже. Дали цвеќето на животот не го пренесува оригиналниот јазик на универзумот, кој што е полиедарен или не? Вие треба да кажете. Може би е мултисензорен. Може би е инфразвук кој што вие не можете да го слушнете. Може би тоа е здивот на шумата, ритмот на пеењето на птиците, фракталните живци од листот. И сето ова повторно откривање на овој универзален јазик треба да разбереме дека не е поетски порив. Тоа е стратегија за преживување. Ако сакаме ова пета цивилизација, ариевска, да преживееме, дојдено е до коска. Или ќе преживееме, или ќе исчезнеме, како многу пати пред ова пета ариевска цивилизација. Кризата на исклучување од природата е веќе на максимум и вие уште се зафркавате. Вие уште во стилот на некои филозофи, во стилот на некои светци и богови, одлучувате на некој да му зимате живот, да му зимате фамилија, да му газете пред цела, да му газете низ мртви лешеви, заборавајќи дека само еден е Бог. А јас ви дозволив на сите. И затоа, секој оној кој што има негативна енергија и ми пишува пораки, тој лаже. Се лаже. Владо Павлов нема никакво поколение од апостол Павле. Продлабочете уште малку, може би ги пронаете од кого Владо Павлов има златна жица. За Владо Павлов, како Петар и апостол Павле, се поборници на она Библија која што знаете денес. Не знам дали знаете, македонците колку сакале да ги уништат, па бегале и ги криеле. И Павле, и Петар. Не го манипулирајте народот. Владо Павлов има некоја златна жица, ама не од апостол Павле. Затоа што Савле останал Савле. Може би не бил римски војник или генерал,
ама завршил поголема работа на Петар. Така да на сон ми дојде, го оставам на поклониците на Ниче Димовски. Од него тоа почна све. На мене не ми дошол на сон да дојде Павле во Македонија и да ми каже каков јас христијанин да бидам. А од мене и од нашата Македонија, од Атлантида, потекнува христијанството. Исус бил тука само да не подсети на нешто што постоело. Како што јас сум исто во овие околности како подсетник на нешто што постоело, а тоа е аргонската енергија. Затоа и воопшто, кога е во прашање мојата мисија од Бог, и неуспешно ако не сум успеал да ги поврзам моите блиски луѓе и да се расправаат банално за некои ситници, јас немам повеќе време да трошам на нешто што одзема енергија. Макар ниту Агапи Скопје да постое, ниту Белагнија, ниту Агапи Прилеп. Ке се замонаршам во мојот еремија и како некогаш повторно ќе обстојувам. Без вас и ќе чекам на времето кога треба да дојде вистинската светлина, вистинската енергија која што ни е дајдена преку пораката на цвеќето на животот. Верујте ми, јас сум кренал со вистината. Ако треба, нека се затвори се. Вистината од Бог ми е многу побитна, отколку ли на некого ја да му докажувам нешто што веќе функционира. Или да се теретам со некои индивидуални прашања. Дали сум му се допаѓал на некого во нивната фамилија или не. Не. Доста е. Јас ќе постојам. Јас и понатаму ќе ја кажувам вистината. Со центрите во Скопје Битола или без нив. Со Агапи Прилеп или без Агапи Прилеп. Затоа што нешто во овој момент што ми треба најмногу е да не ми се одзема енергија, во мир да ги довршам моите работи од мисијата за вашите деца, ова не е за мене, само и за моите деца. Затоа што ако овој процес се прекине што сум го почнал, живи луѓе ќе ви јадат, како што ви кажа Зоран Заев, а и би ги јадат веќе. Бидејќи тие се канибали. А вие, наместо со нив да се расправате, вие со Владо Павлов се расправате. Затоа, и воопшто не ме засега. Мисијата ми е побитна и Бог. Од делата кои што се докажем, јас да убедувам некого? Не, македонци. Го видовме сето тоа. Да се смејувам над свеќе на животот, каде што секој со секое кафе бесплатно го има, каде што овошните сокови дел се со таа пеха и јас да седам мирен. Прво, македонци мои, не е дозволиво сето тоа. Не е дозволиво да се исмејуваме на него. Бидејќи ако дозволиме да се исмејуват, како што се исмејуваа поголемиот број на прилепчани со делата во Агапи Прилеп, тие по мене ќе вратат. Исто како и со регенирањето на ДНК и она што го правевме со години е докажено. Така да, немојте да барате вината ако падне одлуката Владо Павлов да биде настрана од све. Бидејќи мисијата од универзумот ми е многу побитна од вашите разбирање за светот
и повлекувањето на некои активности кај некои одредени луѓе со индивидуалност. И имате солени соби, може да продолжите, имате тунели кај Семир, влегувате со канцер, од другата страна излегувате без канцер. И јас секако ви посакувам се најубаво, ама за она дело кое што треба да го завршам, мене ми треба мир. Мене ми треба љубов, мене ми треба хармонија. Ако не сум успеал да направам тим поради одредена себичност на некој од нивните фамилии, то не е моја вина. Јас морам да се повлечам. Жално е тоа што потребата на сите нас и на нашите деца ќе биде многу потребна веќе од август, па понатака со завршувањето на 2026 година. Вие до сега не сакавте ништо да признаете поголемиот број, освен оние 10% кои што имаат душа и доблест да ја кажат вистината за благодетите. Друго што примитив, што не ми се свиѓа е тоа што во домашни услови ќе ја конзумираме и ќе правиме цвеќе на животот. Ама така е се како црева испреплетено во деловите каде што функционира Владо досега. Сите вие ќе бидете како Исус кога го носеа на крстот и кога велевте најмилото нешто кое што било до вас во тој временски период, дека не го познавате. За да не ме познавате и мене, морам да го направам ова. Морам. А дека некој нов Исус ќе дое да биде жртвено јагне, за вашите самобендисани, себични, материјални и не знам какви ли не на одредени лица злобни манифестации, да го стават на крст и вие да продолжите да живеете, тој сите гревови да ви ги земе. Не. Си имате духовни отци, си одете кај масони во црна мантија, тие нека ви пренесат, нека ви го земат грево и нека ви го очистат пред Бог. Ако верувате дека секој во иднина нема да биде Исус. Имав една прилика со одредени лица кои што постоја за издајникот според Владо Павлов, ги прашав и точно е дека освен Јован сите други го издаделе и голем и целиот македонски народ, нели? Поради кој што имаме 2000 години карма за Исус и поради кој што Цинци Легија ди Рома таа што го стави на крст, таа што го раснала, денес владее со неговите дела на друг начин, дозволено од Бог. И истите кои што ни ставија катанец на умот и пранги на нозете, и прашувам, добро, кога веќе дознавте и знаете дека 3 пати го предадел пред првите петли да запеат, зошто морате да постите, а Исус секоја сабале на литургија да го ставате на крст, да го раснувате, да му пиете крвта преку вино и душата да му јадете преку нафора? Одговорот беше дека незиниот духовен Бог, духовен татко, за мене само Бог е духовен, им кажал така, и кога веќе дознале дека сум во право, те и понатаму го прават истото, затоа што тој било навик. Добро? Ама тогаш, зошто поголемиот број, кога најмногу кога веќе поминете секаде, го поминете и 100% улјето од конопје кои што ви го даваат во манастирите, Владо Павлов ви станува последното дупче
на сворчето. Зошто тогаш барате помош од други. Останете со вашиот духовен татко и продолжете тој да ви ги зима гревовите и да ве исцели од канцер и од некои други болести. Нели е реално ова, македонци, така? Затоа се повлекувам и си ја гонам само мојата работа која што ми е поврзана со негативниот јон, затоа што негативниот јон е божество мое, како и на моите татковци, македонските цареви, а сето друго, ако продолжи вака, нека биде затворено. Сум изгубил многу и ова ќе го изгубам. Ама вербата во Бог никогаш нема да ја изгубам. И завршувам. Затоа што кризата на исклучување на природата денес е на многу високо ниво од кој што ќе се зголеми смртноста, поради тоа што белодробната вентилација нема да може да функционира само со CO2 и со позитивниот јон кој што зима од секоја клетка, а не знам дали знаете дека секоја клетка е атом, и тој атом не може да функционира без електрони, само со протони, а додека позитивниот јон ги одзема електроните на секоја клетка, а додека негативниот јон му дава додатен електрон. Што значи дека сите клетки што ги гледате, тоа се атоми, го формираат свеќето на животот. Тие сите заедно функционираат и создават електроцитет. Тој електроцитет ни го дава животот, ни ја дава енергијата, да правам вака со рацете, да мрдам глава и така натаму и така натаму. Клетките една со друга мора да бидат свеќе на животот. И тие мора да имат електроцитет. Тие линии што ги гледате, тоа е тај електроцитет, спојот, кој што не е возможен без негативен јон. Не знам дали ме разбирате, пошто знаете да кажете дека не го разбираме многу несватлив е Владо. Знам, многу сум несватлив. За да не се дознае вистината, а вие на земскиот Бог и понатаму да му служите за Кичановиќ. Нели, македонци? Кичановиќ. Ве разбирам, затоа не сум сватлив, затоа не сум разбирлив. А што е толку тешко да разбереме дека свеќето на животот како што е создаден, како што го гледате, тие линии што се поврзуваат, сите заедно, таа мрежа што ја гледате, е всушност електроцитетот на сите наши клетки. Па вие ќе кажете, како Мичо Крокодилов, Фарадиев кафес, нели? Па таму ќе идете кај Семир Богот ваш. Па ќе кажете вие Фарадиев кафес. Да, свеќето на животот и Фарадиев кафес. Ама не може да функционира ако нема негативен јон. Нема електроцитет. Позитивниот јон ви зима електрони. И кој ќе ви ги даде? Ги немате во воздухот. Имате зголемена радиација. Инфрацрвено зрачење до максимум. Ги немате во воздухот тие како да кажам, не знам, тие божествени. И ако немате и водата, високоенергетска, со помош на етерот, кај ќе ги дополните тие електрони? Ама Владо Павлов е најзабеганиот, никаквиот. Дај сега да удареме колку што можеме посилно. Дај да пуштиме од школото на Ниче Димовски поклоникот на Црното сонце, па продолжетокот негов на Палче, па армија на продолжетоци на Ниче и Палче денес што ги имате. А се вешто криете сите.
каде што армија од вас помина преку Владо Павлов. И се уште сте тука, ве знам јас кој сте вие, на кого му служите. И сега и денес имам лица, луѓе до мене кои што се поклоници на Црното сонце, на Ниче и на Палче. Ама како и со предходните, кога молчев и бев трпелив, и сега сум трпелив и молчелив. Вие пренесајте, верувајте. Ама кога ќе дое време вашиот Фарадиев кафес, создаденото од свеќе на животот во вашето тело, да нема електроцитет, клетките да немат електрони затоа што тие функционираат како атом, само кога ќе стане клетката без електрон, само со протони, без електронска обвивка, тогаш една по една линија ќе исчезнува и на крајо Фарадиевиот кафес нема да има електрично полнење. Затоа денеска е дојдено да имаме криза на исклучување на нашата природа, не поради друго, поради тоа што воздухот нема негативен јон, етерот се повеќе и повеќе се стеснува и белодробната вентилација ќе биде прва на удар, а веќе долго време е на удар. Иако ја исмејуваме и водата, кој што треба да има висок електроцитет или висока електричност, тогаш клетката како атом само со протони умира. И затоа ова исклучување, ова криза на исклучување на природата кој што имаме денес, ќе ни ударе по глава на сите нас. Бидејќи од нашето тело потекнува лишувањето од овој јазик. Ако не успееме да направиме враќање на хармонично светогледството за ова вистина која што ви ја пренесувам 25 години, која што од денес ви ја потврдувам преку геометријата на цвеќето на животот, преку звукот, преку фреквенцијата, преку контемплацијата, и се зависи од нас. Дали ќе се регресираме, ребрендираме или не. Дали ќе регенерираме или не нашата ДНК, која што е нашиот Бог во нас. И дали треба да се вратиме на тоа што некогаш постоело, за да обстоиме, за да живееме и ние и нашите деца. Одлуката ни е дадена на сите нас. Со исмејување, со вреѓање, со антиреклами, со негативна енергија, со цицање на енергија, тешко да успееме. И треба, ако се вратиме назад во минатото, тоа да го правиме со љубов од внатре, затоа што тоа не треба да биде како мит. И треба да биде како резонанса или наша резонантна кутија. Овие шаблони, македонци мои, не се наметнати на природата. Овие шаблони се излечени од природата. А ние ја уништивме природата и овие шаблони денес ги нема. Смртноста е зголемена,
Смртноста е зголемена со големи проценти. Онкологија нема да ви го каже. Тино нема да прогласи пандемија на канцер, затоа што фондот треба да исперува милиарди и милиарди евра. Нели од хемотерапија, зрачење, така натаму и така натаму. Ке ми биде криво ако донесам одлука солената соба да не постои во Битола. За Скопје јас не одлучувам, оставена е пред месеци и таму немам ништо јас да донесувам одлука, затоа што е продолжено да се работи со тимот кој што работи во Скопје и за било што има таму си има тој тим фирма. Верувам дека достојно мојот бренд, мојот имидж и сето оно што сум го правил, го прават. И затоа не сакам да ми наоѓате мана, бидејќи се повлекувам и ми треба мир за некои поголеми работи, кои што можеби не се разбирливи за вас, и барам начин етапно, полека, дел по дел да ви го склопувам целиот мозаик, сите камчиња на мозаикот кој што значи живот за секого. И тој живот за секого бил познат на древните македонски цареви, она што практично Владо Павлов и тимот го правеше години уназад. Така да, уште еднаш, овие шаблони кои што ви ги кажав денес, во прилог на негативниот јон, во прилог на генераторите на Феникс програмата, во прилог на цвеќето на животот, не се наметнати од природата тие шаблони, туку тие се извлечени од природата, за да денес сето ова вие го гледате и го слушате. Глобусот, ке речеме дека кога се преклопува со икоседри или кога ќе го бараме и го поставиме цвеќето на животот на глобусот, ќе ги откриете сите енергетски точки на нашата земјина сфера. Сите што се поврзани со древните свети места, миграцијски линии и биосферни аномалии, како да е самата земја дизајнирана како предавател на хармонични полиња. Полифонична планета подесена со геометриска намера. Уште еден доказ зошто го украдуваат цвеќето на животот. Затоа што ако нашето цвеќе на животот украдено од кочени кој што грижливо го чувавме за ова да ви го презентираме практично, го представиме на сферата на глобусот како што ни е представен, на целата земја, или глобусот кога се преклопува, ајде, и ги откриеме сите енергетски точки што се поврзани со древните свети места, миграцијски линии и биосферни аномалии. Како и да е цвеќето на животот украдено од кочани, ни ја представува и самата земја, како е дизајнирана, како предавател на хармонични полиња, полифонична планета, подесена со геометриска намера и фреквенцијата на цвеќето на животот. Уште една причина повеќе
да знаете дека ништо не е случајно и дека хајката била голема, која што е започната од времето на Никола Груевски, од актерите на проектот Скопје 2014, од Ниче Димовски, продолжува Палче и денес плејада на поклоници на црното сонце, наместо поклоници на животот на земјата кој што го гледате. Преку овој доказ за Македонија. И не случајно цвеќето на животот има две афионски чушки кои што ви ја представуваат вистината од каде се започнало и каде се ќе се заврши ако не се врати. Овој символ е символ на градот на светлината. Во Македонија најмногу смета на градот Охрид, кој што град на темнината треба да биде град на светлината, град на аждајата, град на барата Плиска, каде што еден поклоник на аждајата заборавила на изборот да стави камен и настанало денесно Охридско езеро. Јас не верувам на такви приказки, верувам на вистинското Галилејско езеро, тоа е Преспанското езеро, верувам на вистинскиот дворец на Офала, кој што било страната на Преспа, дворец кој што целосно е пренесен во Охрид, а се со една цел, местото на аждајата, местото на барата Плиска, да биде место на светост. Имете убав ден, љубов и само љубов. Секој има своја одлука, секој има свој доказ. Ако имате факти и аргументи да се спротивставите со љубов, повелете. Ако се јавувате тука да вреѓате, да омаловажувате, да ширите ниски вибрации, да верувате дека ќе не уплашите, се лажете сите. Секој кој што е тука да добие спасение, затоа што ни треба спасение на сите нас во овие моменти, ќе биде почитуван од Владо Павлов, и ако има љубов во себе. Затоа што најголемото зло започнува, вие ќе кажете со распнувањето на Исус, а јас ќе кажам со распнувувањето на љубовта. Каде што во интерес на љубовта настана тиберијанските, односно калигулските блудење на водата. Одлучите сами каде припаѓате. Ке древните македонци кои што се воделе со љубов, за кои што кундалината е била најголема светост, без кој не можеле чакрата круна да отворат, или ќе бидете заложници само на првата чакра. Она што ви го даде како поклон Тиберий, а најмногу од римските императори Калигула, кој што за мене е вториот антихрист. За сите вас кои што ја свативте пораката од Владо Павлов. Чувајте го од цвеќето на животот во вас и почитувајте ја земјата, затоа што таа е едно големо цвеќе на животот за сите нас. Уште еднаш, ако донесам одлука, не ми наоѓате мана на мене. Јас
подадов рака на сите градови во Македонија и на сите вас. Ама вие не ја прифаќате мојата рака. И ако не ја прифаќате мојата рака, јас едноставно се тргам настрана. Бидете ми живи и здрави, секој си има свој ум, свој разум, секој нека одлучи каде, понатаму и како ќе тера. Само немој да заборавите дека во секоја куќа, во секој дом, во секој град, со некој бизнис, јас ви подадов рака, а вие мојата рака не ја прифативте. Стојам на ивици утре. Ноќи дуге, чаша празна, свако носи маску, али истина боли. Кад сам пао ниско, никог nije bilo, само тишина и срце сломено. Čutao sam dugo da ne slomim sebe, dok su noći učile koliko boli mrak. Sve što nisam rekao ostalo je u meni, kao rano što čeka da je neko razume. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, čute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih. Ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Се додека моето срце куца и мојата глава е на мојот труп, ќе бидам тој што бев од првиот ден и ни милиметар не сум се поместил. Пред оние самопрогласени кои што правеле канцеларии на културата, од кои што јас сум учел од нив. Бедници. Имајте убав ден. Ако разберете нешто, приминете, пременете го. Ако не, немам ја ништо што попрво и што повеќе да кажам. Освен што ќе пишувам за вистината на цвеќето на животот и негативниот јон, кој што и те како ви е потребен за да обстоиме сите ние во живот и нашите деца. Ноќи дуге, чаша празна, свако носи маску, али истина боли. Кад сам пао ниско, никог nije bilo, само тишина и срце сломено. Čutao sam dugo da ne slomim sebe, dok su noći učile koliko boli mrak. Sve što nisam rekao ostalo je u meni, kao rano što čeka da je neko razume. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad me gledaju, čute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđa okrenuli, sad je tišina glasnija od svih.
kuće, ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je nestao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala, kome je voleo, kome je lagano. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio mi je čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što bježi ne zna koliko vredi. Ako padnem opet znam put nazad, naučio sam tišinu više nego glas. Ne tražim pravdu ni reči za kraj, samo da ostanem ono što jesam, znaj. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđe okrenuli, sad me gledaju, čute svi. Tu još stojim, nisu me slomili, svi što su me rušili, nisu me dotakli. Pričali su loše, leđe okrenuli, sad je tišina glasnija od svih. Vreme mi šapuće, ko je ostao tu, ko je bio senka, ko je nestao svuda. Kad su pale maske, tišina je znala, kome je voleo, kome je lagao. Ne tražim ruke, ne tražim spas, sve što sam izgubio vratio mi je čas. Nosim mir u sebi, nemir kad zatreba, jer srce što bježi ne zna koliko vredi. Ako padnem opet znam put nazad, naučio sam tišinu više nego glas. Ne tražim pravdu ni reči za kraj, samo da ostanem ono što jesam, znaj.